Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите кралска торта. Рецептот го започнуваме со тоа што кршиме 10 јајца и ги двоиме белките од жолчките. Белките ги ставаме во сад за матење, жолчките во сад настрана. Со миксер ги матиме белките. Не прекинувајќи со матењето, додаваме 10 лажици шеќер. Потоа во садот ги додаваме 10 жолчки. Матиме додека смесата не ја добие потребната густина и го исклучуваме миксерот. Продолжуваме да мешаме со лажица и во садот за матење додаваме 10 лажици мелени ореви. Додаваме и 3 лажици брашно. Калапот за печење го намрснуваме со путер. Во калапот го истураме тестото за пандишпанот. Го рамниме тестото со лажица. Калапот го ставаме во рерна. Печеме 15 минути на температура од 180 степени. Во тенџере го ставаме млекото. Тенџерето го ставаме на оган. Тенџерето со сварено млеко го тргаме од оган. Во садот со 400 грама мелени ореви додаваме 3 кесички ванилин шеќер. Во садот со оревите и ванилиниот шеќер го додаваме врелото млеко. Оставаме состојките да се изладат. Во садот за матење го ставаме путерот. Додаваме 50 грама шеќер во прав. Започнуваме да матиме со миксер. Откако путерот ќе стане пенес, ги додаваме попарените ореви. Повторно матиме со миксер додека состојките не се соединат. Со нож ги одлепуваме краевите на пандишпанот од калапот. Го отстрануваме страничниот дел на калапот. Пандишпанот го сечеме на 3 еднакви дела. Првиот дел го ставаме на чинија за торта. Врз него нанесуваме фил. Врз филот го нанесуваме вториот дел од пандишпанот. И него го филуваме. Врз филот го ставаме третиот дел од пандишпанот. Во тенџере ставаме 400 грама шеќер. Во тенџерето додаваме вода колку да го прекрие шеќерот. Го ставаме тенџерето на оган. 6 јајца ги кршиме и ги делиме белките од жолчките. Белките ги ставаме во сад за матење. Жолчките во сад настрана. Ги матиме белките со миксер. Не прекинувајќи со матењето, во садот додаваме 300 грама шеќер во прав. Тенџерето со многу густиот шербет го тргаме од оган. Не прекинувајќи со матењето, во многу тенок моас, во изматените белки го додаваме врелиот шербет. Матиме уште 5 минути и го исклучуваме миксерот. Со нож изматениот шлак го нанесуваме врз филуваната торта. Со шлак ја премачкуваме горната површина на тортата. Преостанатиот шлак го полниме во готварски шприц. Со шприцот со шлак ја украсуваме страничниот дел од тортата, како и горната површина. Декорацијата ја завршуваме со светкав прав во златна боја. Добар апетит!